На првиот училишен ден од второто полугодие, децата што посетуваат целодневна настава во основните училишта низ Скопски аеродром останаа гладни. Оние родители што не знаеле дека нема да има храна за учениците, не подготвиле оброци од дома, но дел од нив биле навремено известени. Имаат ли проблем со топлиот оброк од училиштето? Не бевме навремено известени дека денес ќе нема топол оброк. Причината не ја знаеме. А кажете ми, од денеска натаму нема да има, ви кажаа до кога? Не, само за денес. Ќе се зголеми цената? Не знам. Не ве информира? Не. Колку плаќате за тоа? 1800 мислам за месец дена. Кога ве информираа, само кажете ми дека денеска нема да има? Во петокот. Проблемот неофицијално е поништена постапка за избор на фирма на ниво на општина. А истиот не е решен и по тринеделниот распуст што понуди можност за решение, која компанија да биде задолжена за храната на децата. Директорите на училиштата не сакаа да говорат пред камерите. Дел од нив не сакаа да не примат внатре, па преку обезбедувањето ни порачаа оти не биле расположени за разговор со новинари. Но некои беа, па зад камерата на Алфа појаснија оти проблем има. Не знаат кога ќе биде решен, односно кога ќе биде завршена постапката. Според директорите, изборот на фирма за храна секој училиште си го вршело посебно, но од лани организацијата за ова оди преку општината. Алфа се обиде да стапи во контакти со градоначалникот Златко Марин. Освен што не одговори на повиците, реши да ги игнорира и СМС пораките. Но од PR службата на општината ни посочија оти ќе сме добиале одговори на испратените прашања во писмена форма. До почетокот на овие вести, одговор на прашањата помеѓу кои зошто постапката доцни и според кои правилници избор на фирма се врши за сите училишта, не добивме. До кога учениците ќе седат гладни? Дали и со храната ќе се повтори истото како со чекањето на униформите што траеше со месеци во оваа општина? Овие прашања секако се наметнуваат, а за подсетување во планот за живот за локалните проблеми со воспитно-образовните институции стои дека во општина Аеродром ќе се води посебна сметка за здравата исхрана на децата, а и многобројни се ветувањата за подобрување на условите во нив. Нови детски градинки во населба Мичурин и населба Лисиче, енергетски ефикасни градинки, реконструкција на постојните, нови наставно-образовни помагала, континуирано обновување на наставно-образовните помагала и инвертар, нови детски игралишта и континуирано одржување на веќе постојните, посебна грижа за здравата исхрана на децата. За сега од здравата исхрана родителите чекаат само на навремено обезбедување на истата.